Имотен лист може да се вади на националниот портал за електронски услуги. Доларот опаѓа, еврото со историски раст во последните 16 години. Белгија воведува електронски лични карти следната година. Швеѓаните почнуваат бојкот на американските производи. Пешачењето има значителни здравствени придобивки. Познат синџир за храна лансира асистенти со вештачка интелигенција. Од сега, граѓаните ќе можат да извадат имотен лист преку националниот портал за електронски услуги. Оваа нова услуга е воведена со цел да се поедностави процесот на добивање на документи и да се заштеди време за сите оние кои се во потрага по важни податоци за недвижнини. Корисниците ќе можат да пристапат до порталот и да поднесат барање за издавање имотен лист без потреба за физичко присуство во надлежните институции. Покрај олеснувањето на процесот, новата платформа ја зголемува транспарентноста и ефикасноста на јавната администрација. Со дигитализацијата на овие услуги, граѓаните добиваат лесен пристап до сите потребни документи, без да мораат да ја напуштат својата домашна или работна средина. Платформата исто така ги намалува можностите за грешки и ја зголемува сигурноста на податоците. Со воведувањето на оваа услуга, процесот на издавање на имотни листови ќе биде значително побрз и поефикасен. Оваа иницијатива е дел од плановите за модернизација на јавните услуги и за подобрување на дигиталната инфраструктура во земјата. Граѓаните кои сакаат да го користат ова ново решение ќе треба да се регистрираат на порталот и да следат јасни упатства за поднесување на барањето. Воведувањето на оваа услуга исто така ја намалува потребата од физичко архивирање на документи, што води кон поефикасно управување со државните ресурси. Владата се надева дека оваа дигитализација ќе биде чекор напред во модернизацијата на државните процеси и ќе ја подобри комуникацијата помеѓу институциите и граѓаните. Еврото достигна историски раст во однос на доларот, што не се случило во последните 16 години. Според последните податоци, курсот на еврото значително се зголемил, што ја рефлектира силата на европската економија и нејзините перспективи во глобалниот финансиски контекст. Според анализи, овој раст на еврото е резултат на бројни фактори, меѓу кои се и економските политики на Европската централна банка. Од друга страна, доларот ослабел поради неодамнешните промени во американската монетарна политика, како и различните предизвици на кои се соочува американската економија. Стручњаците сметаат дека глобалните економски предизвици, вклучувајќи ги инфлацијата и растечките каматни стапки, влијаат на опаѓањето на вредноста на доларот во однос на еврото. Растот на еврото и ослабнувањето на доларот создаваат нови можности и предизвици на финансиските пазари. За инвеститорите, овој тренд може да значи можности за профит, но и потенцијални ризици поради нестабилноста на глобалните економии. Финансиските аналитичари прогнозираат дека курсот на еврото може да продолжи да расте во следните месеци, ако се продолжи со стабилизирање на економијата во Европската унија. Во исто време, економиите ширум светот продолжуваат да се приспособуваат на овие промени, а глобалните пазари остануваат под влијание на ценовни и политички фактори. Поддршката на европската економија и политиката за стабилност во еврозоната ќе продолжат да бидат клучни за понатамошниот раст на еврото во однос на доларот. Белгија ќе започне со издавање на нови електронски лични карти од следната година. Оваа нова иницијатива има за цел да го поедностави процесот на идентификација на граѓаните и да ја зголеми безбедноста, овозможувајќи побрзо и поефикасно потврдување на идентитетот во различни ситуации. Електронските карти ќе бидат опремени со интегрирана чип технологија која ќе содржи податоци за личноста, што ќе го олесни користењето на разни јавни и приватни услуги. Со воведувањето на новата елична карта, Белгија ќе се приклучи на трендот на дигитализација што го практикуваат многу европски земји. Овој чекор ќе ја зголеми ефикасноста и безбедноста на јавните услуги, дозволувајќи им на граѓаните да имаат поедноставен пристап до лични документи преку електронски канали. Покрај тоа, новите карти ќе се користат и за електронско потпишување документи, што ќе овозможи поголема сигурност при вршењето на административни и правни процеси. Како дел од овој процес, граѓаните ќе бидат информирани за начинот на поднесување на барање за издавање на новите електронски карти и за сите технички детали кои се важни за нивната употреба. Овие нови лични карти ќе бидат достапни за сите белгиски државјани и ќе се издаваат на волонтарна основа, но владата очекува дека голем број луѓе ќе ја искористат оваа нова можност. Белгиските власти сметаат дека оваа иновација ќе ја олесни интеграцијата на земјата во дигиталната ера, а исто така ќе помогне во намалувањето на измамите и злоупотребите на идентификациски документи. Сите граѓани кои ќе ја поседуваат новата елична карта ќе имаат значајни предности, како и поедноставен пристап до многу услуги кои денес бараат физичко присуство. Шведските граѓани започнаа бојкот на американските производи поради неодамнешните промени во американската политика, кои се сметаат за контроверзни.
Бојкотот се заснова на одлуките на американската влада кои се однесуваат на трговија и глобални економски политики, а кои многу швеѓани ги сметаат за штетни за нивните интереси. Се очекува дека овој потек ќе има значително влијание врз американските компании кои ги продаваат своите производи на шведскиот пазар. Одлуката за бојкот на производите од САД следува по неколку месеци на растечко незадоволство во Шведска поради американската надворешна политика, која, според некои аналитичари, создава економски и политички напнатости. Граѓаните изразуваат разочараност од одлуките на Белата куќа, а компаниите од САД кои работат на шведскиот пазар се во опасност да изгубат дел од својот пазарен удел. Шведските синдикати и активисти, кои ја поддржуваат оваа акција, веруваат дека бојкотот е важен начин да се покажат несогласувањата со американската политика. Тие апелираат за поголема меѓународна солидарност и поддршка за глобалните економски стандарди кои ги промовираат земјите како Шведска. Истовремено, Шведска продолжува да ја потенцира својата улога како силен поддржувач на глобалната дипломатија и миротворните иницијативи. Иако бојкотот започнува како граѓанска иницијатива, се очекува дека ќе има поголемо влијание врз шведската економија со оглед на големината на пазарот на американски производи. Сепак, не е сигурно дали оваа акција ќе предизвика сериозни економски последици за двете земји. Вистина е дека пешачењето може да има значителни здравствени придобивки, и тоа почнува со само 4000 чекори дневно. Според новото истражување кое опфатило повеќе од 226.000 луѓе ширум светот, оваа количина на чекори е доволна за да се започне намалување на ризикот од прерана смрт од која било причина. Колку повеќе чекори преземате, толку се повидливи и поголеми здравствените придобивки, велат истражувачите. Секои дополнителни 1000 чекори над 4000 го намалуваат ризикот од рана смрт за 15%. Вистина е дека овие придобивки од пешачењето се однесуваат на сите полови и на сите возрасти, без разлика на локацијата на живење. Сепак, најголемите придобивки се забележани кај оние под 60 годишна возраст. Професорката Мејси Банах од Универзитетот во Лоѓ истакнува дека промените во животниот стил, како што се исхрана и вежбање, би можеле да бидат подеднакво или дури и поефикасни во намалувањето на кардиоваскуларниот ризик и продолжувањето на животот отколку новите лекови. Вистина е дека недоволната физичка активност е сериозен проблем, одговорна за 3,2 милиони смртни случаи секоја година, што ја прави четврта најчеста причина за смрт во светот, според Светската здравствена организација. Хани Фајн, личен тренер, ја објаснува важноста на активностите покрај вежбањето, како што се стоење, носење на мирници и редовни прошетки, кои се мали активности што значително помагаат во согорувањето калории и подобрувањето на здравјето. Вистина е дека пешачењето има повеќе од само физички придобивки. Тоа може да го намали крвниот притисок, да ги зајакне мускулите, да го зголеми нивото на енергија, да произведува ендорфини и да помогне во одржување на здрава тежина. Покрај тоа, пешачењето има и позитивен ефект на менталното здравје, што го прави идеален начин за одржување на целокупната благосостојба. Вистина е дека пешачењето е една од најдостапните форми на физичка активност. Не бара посебна опрема, скапи членства или специјализирани вештини. Секој може да започне да пешачи, без разлика на неговата физичка состојба или локација. Пешачењето може да се прилагоди на индивидуалните потреби и распоред, и е лесно да се вклучи во секојдневниот живот. Вистина е дека оваа активност може да ја подобри и долговечноста, затоа што секој чекор помага во намалувањето на стресот на срцето, зајакнувањето на циркулацијата и подобрувањето на работата на дишните патишта. Постојаното вежбање, како што е пешачењето, помага да се намали ризикот од развој на хронични болести, кои се главни фактори за преживување на луѓето, како што се дијабетес тип 2 и срцеви болести. Вистина е дека навиките на физичка активност не само што го подобруваат физичкото, туку и менталното здравје. Пешачењето е еден од најдобрите начини да се ослободите од стресот, да ги расчистите мислите и да се осеќате подобро секој ден. Ваквата активност носи многу поголема вредност отколку што можеби многумина мислат, а истовремено е лесен начин да го започнете патот кон подобро здравје. Познатата мрежа за храна, Taco Bell, воведува нови асистенти со вештачка интелигенција за подобрување на искуството на купувачите. Оваа иновација ќе дозволи корисниците да нарачаат производи со леснотија и брзина, едноставно користејќи дигитални помошници. Вештачката интелигенција ќе овозможи персонализирани препораки и побрза обработка на нарачките, што ќе го олесни процесот на купување. Технологијата која ќе биде применета е развиена со цел да ги намали времето на чекање и да ги задоволи потребите на корисниците.
Користењето на вештачка интелигенција ќе значи дека системот ќе се учи од навиките на купувачите, за да им понуди препораки базирани на претходни избори и преференции. Ова ќе ги подобри услугите и ќе зголеми ефикасноста на купувањето. Асистентите ќе бидат достапни преку мобилните апликации и веб-страниците на компанијата, со цел да се обезбеди непречен и брз пристап до сите понудени производи. Според представниците на компанијата, оваа иновација ќе го подобри целокупното искуство на корисниците, овозможувајќи им поголема удобност и прилагодливост при нарачките. Системите со вештачка интелигенција исто така ќе помогнат во оптимизацијата на залихите и ќе ги намалат грешките во процесот на нарачка. Компанијата верува дека ова ќе резултира во подобра организација и понудена вредност за потрошувачите, дополнително зголемувајќи ја нивната доверба и задоволство. Имотен лист може да се вади на националниот портал за електронски услуги. Доларот опаѓа, еврото со историски раст во последните 16 години. Белгија воведува електронски лични карти следната година. Швеѓаните почнуваат бојкот на американските производи. Пешачењето има значителни здравствени придобивки. Познат синџир за храна лансира асистенти со вештачка интелигенција.